Мишел Мусачио почнала да трча без патики затоа што сакала да најде начин да вежба без болка. Ме болеа колковите, колената. Председателот на Сдруженијето на босоноги тркачи на Лос Анџелес, Кем Боб Сакстон, верува дека причината за болката честопати се патиките. Ни овозможуваат да трчаме невнимателно, да трескаме со стапалата по земјата, така што стресот да оди право во колената и колковите. Професорот Даниел Либерман од Универзитетот Харвард истражува како патиките го менуваат начинот на кој луѓето трчаат. Во интервју преку Skype за Гласот на Америка наведува дека од 30 до 70% од тркачите страдаат од повреди. Ги споредувал оние кои трчаат со и без патики. Вели, не треба толку да се подпираме на патиките, туку да внимаваме како трчаме. Тврди, босоногите имаат поздраво држање на телото кога трчаат, прават помали исчекори, тежината не им паѓа на петиците. Од друга страна, терапевтот Роберт Форстер, кој работел со олимпијките Джеки Джойнер Керси и Флоренс Грифит Джойнер, признава дека босоногите тркачи го јакнат стапалото, но предупредува дека тоа може да доведе и до повреда. Модринки по стапалото, особено на прстите, фрактури на малите коски, оштетување на тетивите. Тоа може да предизвика сериозни проблеми. И покрај се поголемиот број на босоноги тркачи, некои се уште се двоумат. Уплашена сум да не се повредам. Патиките ми даваат стабилност на стапалото. За оние кои сепак ќе решат да трчаат босоноги, професорот Либерман препорачува тоа да го направат постепено.